Со 67 гласа за, 13 против и ниту еден воздржан, собранието на денешната седница ја утврди потребата од донесување на измените на законот за владата по скратена постапка, што представува прва фаза од законодавната процедура. Доколку предложените измени бидат усвоени, ќе се создадат услови за укинување на моделот на техничка влада кој досега се формира 100 дена пред одржување на парламентарните избори. Во образложението на предлог законот доставен до пратениците се наведува дека иако техничката влада во одреден историски контекст имала стабилизирачка улога, со текот на времето се покажала како нефункционална и финансиски неоправдана. Според текстот, формирањето на ваков модел на владење доведува до проширување на извршната власт, дуплирање на надлежности и сложени процедури за одлучување, што негативно влијае врз ефикасноста, континуитетот и одговорноста во управувањето. Дополнително се истакнува дека примената на ваквиот систем создава значителни буџетски трошоци за плати, надоместоци и административна поддршка, без соодветен јавен ефект што би ја оправдал финансиската оптовареност. Со оваа одлука предлог измените продолжуваат во понатамошна собраниска процедура, каде ќе следуваат расправа и конечно изјаснување за нивно усвојување. Министерот за здравство Азир Алиу истакна дека со предложените измени на Законот за здравствена заштита се става акцент на вреднување на знаењето, искуството и придонесот на здравствените работници со долгогодишна пракса. Говорејќи на одбележувањето на 80-годишниот јубилеј на Сојузот на Здруженија на пензионери на Македонија, Алиу нагласи дека грижата за повозрастните граѓани е показател за зрелоста и хуманоста на едно општество. 8 децении посветена работа, солидарност и грижа за повозрастните граѓани се доказ за нашата незаменлива улога. За Министерството за здравство оваа тема е врвен приоритет, истакна министерот во своето обраќање. Во однос на законските измени, тој појасни дека се предвидува пензионираните здравствени работници на возраст од 64 до 67 години да можат да продолжат со работа доколку постои потреба, додека специјалистите над 67 години ќе имаат можност да работат до 70 годишна возраст. Со ова, како што посочи, се овозможува задржување на искусен кадар во здравствениот систем. Дополнително, Алиу информираше дека преку програмите на Министерството се обезбедува бесплатно болничко лекување и ослободување од партиципација за пензионерите со пониски примања. Овие мерки имаат за цел да го намалат финансискиот товар врз оваа категорија граѓани и да обезбедат подобар пристап до здравствените услуги. Министерот порача дека институциите ќе продолжат со политики и мерки насочени кон подобрување на условите за здравствена заштита и унапредување на квалитетот на живот на пензионерите. Министерката за образование и наука Весна Јаневска денеска изјави дека многу е комплицирана ситуацијата со филозофскиот факултет и дека таа не е надлежна да каже дали некој од кадарот ќе сноси одговорност. Затоа постојат други институции во земјата. Се надевам дека таа процедура ќе се тече така како што треба. Би сакала да верувам дека ова е изолиран случај, дека не е тенденциозно направен, но токму поради тоа другите институции ќе си го кажат зборот и како ќе утврдат тие, така и ќе биде, рече Јаневска по увидот во градежните активности во основното училиште Крум Тошев во селото Трубарево. На прашањето за тоа дали ќе им бидат поништени дипломите на магистрите, таа рече дека вчера изјавила оти се уште го чека извештајот, но доколку се поништи уписот, следи и поништување на дипломите. Раководството на Филозофскиот факултет при УКИМ вчера на пресконференција соопшти дека на 7 студенти на магистерски студии, на 4 на докторски студии на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, чито дипломски студии биле 3 годишни сручни, им се поништува уписот и статусот на студенти, односно им се прекинува студирањето. По случај дека ги почитуваат и ги спроведуваат заклучоците на Државниот просветен инспекторат, кој при извршен надзор констатирал нерегуларности при упис на овие студенти на магистерски на докторски студии и го донел решението за прекид на студирањето. Деканот на Филозофскиот факултет, професор доктор Оливер Бакрески, рече дека студентите не се без диплома, но дека не е почитуван законот, кој пропишува дека само со академски, но не и со стручни студии може да го продолжат студирањето на повисоки циклуси. Во овој случај стручните студии биле третирани како и академските, со што на студентите им било возможено да се запишуваат на втори и на трет циклус студии.
Првиот студент на постдипломски студии со 3-годишни стручни додипломски студии бил запишан во 2019 година. До сега не докторирал ниеден, магистрирале 8 на едногодишни стручни студии. Нема решение од инспекторатот дали нивните дипломи ќе останат важечки. Јаневска претходно вчера изјави дека Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје треба да постапи по заклучоците на Државниот просветен инспекторат, кој при извршен надзор констатирал нерегуларности при упис на студентите. Министерката кажа дека се чека извештајот пошто ќе донесе конечно решение во врска со овој случај. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска информираше дека до овој момент нема добиено нотификација преку системот за брзо известување за небезбедни производи на Европската Унија, дека на македонскиот пазар е пласиран небезбеден производ храна за бебиња од брендот ХИП. 190 грамско пакување во стаклена тегличка со вкус на морков и компир, кој е предмет на повлекување и истрага во Австрија и неколку европски земји. Агенцијата е следи состојбата доколку се јави потреба на времено ќе реагира, била додахава. Дополнително посочуваат дека од страна на операторот со храна овластен дистрибутер на производите на ХИП за Македонија, агенцијата добила писмено известување дека во земјава воопшто нема увезено од спорниот производ, односно дека истиот е пласиран на македонскиот пазар. Американскиот председател Доналд Трамп синоќа објави дека ќе го продолжи прекинот на огнот со Иран на барање на Пакистан додека не добие консолидиран предлог за мировен договор од Иран, но и дека ќе продолжи блокадата на иранските пристаништа. Понеделното примирие требаше да истече денес, а очекуваното продолжување на американско-иранските разговори е доведено во прашање, бидејќи ниту една страна не испрати преговарачи во Пакистан. Врз основа на фактот дека иранската влада е сериозно поделена. На барање на фелдмаршалот Асим Мунир и премиерот Шахбаз Шариф од Пакистан, бевме замолени да го одложиме нашиот напад врз Иран, се додека нивните лидери и представници не дојдат до консолидиран предлог, напиша Трамп на социјалните мрежи. Тој рече дека во согласност со тоа и дал упатство на американската војска да продолжи со блокадата и да остане подготвена и способна во секој друг поглед. Рече дека ќе го продолжи прекинот на огнот се додека иранците не поднесат предлог и се додека преговорите не завршат на еден или на друг начин. Белата куќа го стави на чекање очекуваното заминување на подпредседателот на САД Џ.Д. Венс во Пакистан на втора рунда разговори со Иран, бидејќи Техеран се двоуми дали да присуствува на преговорите. Преговорите во последен момент пред истекот на двонеделниот прекин на огнот меѓу САД и Иран изгледаа неизвестни. Двете земји предупредија дека се подготвени да продолжат со борбите без договор. Висок ирански воен командант ги предупреди јужните соседи на Иран дека доколку нивното земјиште или објекти се искористат за напад врз Иран, тие ќе мора да се збогуваат со производството на нафта во регионот на Блискиот Исток, објавија иранските државни медиуми. Новинската агенција Фарс, блиска до властите, го цитираше командантот на воздухопловните сили на корпусот на Исламската револуционерна гарда, кој изјави дека предупредувањето доаѓа затоа што некои земји од Персискиот залив претходно дозволиле нивната територија да ја користат непријателите на Иран. Во извештајот се додава дека доколку ова продолжи, економскиот крвоток ќе биде сериозно загрозен, но не се прецизира за кои земји се однесува ова. Командантот објави дека листата на цели на Иран се проширила надвор од војните инсталации. Сега вклучува големи нафтени полиња и рафинерии низ Блискиот Исток. Конкретно биле споменати локации во Обединетите Арапски Емирати, Саудиска Арабија, Кувајт, Катар и Бахрейн. Многу од овие заливски држави се сојузници на Соединетите Американски држави, а на територијата на некои од нив се наоѓаат и американски воени бази. Управата за хидрометеоролошки работи за денеска најавува променливо облачно време со врнежи од дожд. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови на земјава. Во текот на денот ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Минималните температури ќе се движат во интервал од 1 до 7 степени Целзиусови, додека максималните ќе се искачат од 6 до 15 степени. Времето во Скопје е променливо облачно, со врнежи од дожд и слаб до умерен северен ветер. Температурите ќе се движат од минимални 7 до максимални 15 степени. Според најавата на Управата за хидрометеоролошки работи, под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса,
До четврток ќе се задржи променливо облачно време со повремен дожд. Процесите на места ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен дожд, засилен ветер и грмежи, особено во западните и јужните делови на земјава.